Драматичен пат на слободата на медиумите според Репортери без граници. Оваа година, која се однесува на 2025-та, имаме пат за 3 места, сега сме на 45-то место, додека минатата година падот, што се однесува за 2024-та, бил 6 места. Падот на слободата на медиумите годинава, кој што се случи за 3 места, се случува во време на една голема, да речам, геополитичка деструктивна динамика и криза, која што влијае врз слободата на говорот и медиумите во целиот свет, влијае на зголемување на дезинформациите, дезинформативните наративи, пропагандистичката аура која што ги покрива земјите не само на Балканот, туку и на секаде, почнувајќи од Блискиот Исток, Украина, оние кризни моменти кои што кризни подрачја, жаришта кои што се сега значајни. Меѓутоа тие кај нас секогаш влијаат на еден силен начин. Зошто? Затоа што Балканското подрачје од секогаш било плодна почва за разноразни наративи, хибридни напади, закани и така натаму, па така сме и сега, и во овој период, и претпоставувам секогаш ќе бидеме, и сме особено ранливи на тоа, поради тоа што медиумската клима е таква каква што е, поради тоа што медиумската писменост на населението е таква каква што е, односно не е на високо ниво, и Македонија е често мета во тој поглед. Но дел од проблемите доаѓаат и од нашиот комплекс медиумски, политички и секаков останат, во кој што медиумите живеат и вираат во една средина која што, како што вели извештајот, не е непријателска, но е многу ранлива и многу лесно може да биде под различен тип на влијание, дали е тоа бизнис влијание, политичко влијание, значи на оние моќници кои што ги контролираат парите, ги контролираат некогаш информациите. И токму поради тоа се случува овој, да речеме, ја би рекол умерен пат во слободата на медиумите, бидејќи ако се споредиме со други земји од регионот, сепак сме тука блиску до првите две, Црна Гора и Словенија, а далеку поназад се Србија со своите проблеми кои што ги се влечат наназад неколку години. Но како и да е, ова е еден аларм, дека треба да речеме тука стоп и да работиме на нешта што можат да ни помогнат во наредните години, за да не ни се случи да назадуваме подраматично, како што велите. Извештајот многу добро го објаснува со каква проблематика ние се соочуваме, многу добро ги објаснува проблемите, почнувајќи од тоа дека дезинформациите се еден од најголемите проблеми со кои се соочуваме. Изјавите кои се пренесуваат без не критички, без да се проверат од новинарите, па и од тие кои не објавуваат според новинарските стандарди. Целата таа проблематика се случува, доведува кон губење на доверба кон институциите, кон самото новинарство, и затоа и граѓаните управо секоја не можат да им веруваат на повеќе медиуми, затоа што нели кажат не работат според стандардите на проверка на факти. Втор проблем е дека нема кај нас нема мал е пазарот, нема многу развиена економија за да медиумите сами да обстојуваат. Тие зависат од политичките партии и зависат од бизнесите. Значи имаме тука од една страна политичките партии кои имаат и партии и целта из власта и сите тие кои имаат моќ, даваат пари. Сега исто е проблематично што од 2024 се врати тој член 102, со кој исто може пак медиумите да земат владени реклами и пари од власта. И тоа е една отворена врата за влијание врз нив. И од другата страна, ова е директното некако влијание, и ако се третира како реклами од
кои имаат важност како за јавен интерес, така, ама се знае дека од таа практика, лоша практика од пред 15 години, се знае дека тоа е директно влијание да се купи слободниот збор и слободната мисла на медиумите, и тоа е лоша практика и се враќа. Од втора страна и бизнисите кои исто така некако имаат врска со власта, тие се донатори тие се собственици на медиумите, и така исто има и цензура, кои некои истории не се прават, има и автоцензура, некои истории не се прават ради тоа да не ги нарушат односите со самиот собственик, кој исто ги нарушува односите со власта или некој центар на моќ. Значи, тука е тој проблем што доведе до ова катастрофална ситуација. Исто така, проблемот на новинарите кои се предмет на тужби, тие стратешки тужби кои не водат нигде, ама имаат цел да се измори новинарот, да се обесхрабрува и да не продолжи да пишува за таа историја, иначе нема цел, тие само пишуваат дека им е нарушен. Еве, например, ние добивме таква жалба, ни пишуваше дека ни е нарушен нашиот изглед и вие треба да ја бришете веста или така натаму, ама нема суштина, нема ни аргументи зошто тоа треба да биде така, и со адвокатот го видовме и очигледно беше дека се работи за таа слаб тужба, и тоа е да не замолчат, да не заплашат и да не продолжиме да пишуваме на темата. Да. Критичките медиуми, на жалост, останаа со неколку донатори, со невладени, со тие гласови кои може слободно да пишуваат, ама се многу малку, и па тие исто имаат притисок од секоја страна со таквите тужби, со начинот на Несте медиум. Имаше и такви жалби имаше и такви пресуди кои кажуваат дека Несте медиум не можете да пишувате за тоа. Мислам, тој случај е преседан и многу лошо за слободното новинарство. Индексот на Репортери без граници не е само бројка. Кога зборуваме за индексот на Репортери без граници, важно е да не го гледаме само како една ранг листа. Позицијата на Северна Македонија е корисен сигнал, но уште поважно е што стои за таа позиција, односно какви се условите во кои работат новинарите, колку медиумите се независни и дали има економска стабилност и дали законите се применуваат во насока на тоа се новинарите безбедни. Затоа, мојата перспектива, која што сакам денеска да ја кажам, не е што раскажува самиот извештај, туку да се обидам малку да ги објаснам оние 5 индикатори кои што ги зема Репортери без граници со цел да го направи овој извештај што се однесува на слободата на изразување за 2025 година. Како вели Репортери без граници нивниот извештај, владините функционери имаат тенденција на продуцирање на лоши и понижувачки ставови кон новинарите. Тоа, да, не е ново, се отсликува од извештај во извештај и во претходната година и во годината пред тоа. Јас би рекол дека особено еден дел од функционерите кои што се во пониските ешалони имаат поинаков пристап кон новинарите. Зошто е тоа така? Веројатно нивото на политичка култура не го прави тој систем да новинарите се гледаат понекогаш како непријатели наместо како некои што сакаат да помогнат со тоа што ќе ги откријат злоупотребите, проблемите кои што постојат во функционирањето на владините институции, министерства и така натаму и така натаму. И токму поради тоа се јавуваат вакви критики во извештајот. Но ја би рекол дека и целата политичка клима повремено зоврива и знае да биде зовриена, бидејќи имам чувство дека и партиските председатели, лидери, функционери, сите тие недоволно внимаваат кога се обраќаат или кога комуницираат со медиумите. Токму поради тоа ние повремено предупредуваме на сите можни негативности што произлегуваат од таквиот тип, без разлика дали станува збор на владени функционери или на функционери кои што доаѓаат од други политички партии. Предупредуваме дека едноставно тие не смеат да бидат уредници на медиумите и на вестите, тие треба да бидат нивни проследувачи, а доколку имаат забелешки за начинот на известување што
секако не Имаат право да имаат Да. таков различен став, можат за тоа да се обратат кон саморегулативните тела и навистина да добијат некогаш и сатисфакција за тоа свое мислење доколку биле во право. Не сме безгрешни ниту ние новинарите, знаеме да сгрешиме. Лошо е кога постојат така наречени новинари кои тоа го прават намерно. Меѓутоа кога ќе сгрешиме, професионални новинари, често е и да тоа се некогаш признае. Се забележува се уште помал тренд на напади врз новинари, зборувам за физички напади врз новинари. Меѓутоа имаме засилен напад на новинари на социјалните мрежи и на во така наречената онлайн сфера, каде што овие закани некогаш се навистина и гнасни, неубави и страшни и влијаат врз работата на новинарите, меѓутоа за нив не секогаш имаме институционален добар одговор поради различни причини. Некогаш е тоа институционалната моќ на институциите кои што можат да се борат со таков тип на закани, некогаш е немањето доволно политичка волја да се расчисти со таков тип на закани, меѓутоа онлайн заканите, нападите, па и нападите, хибридните напади врз одредени медиуми, каде што се намалува видливоста на медиумите, е дел од новото војување против новинарите и мислам дека во наредниот период и ние во нашата новинарска сфера треба на тоа да обратиме посебно внимание, како што и Европа и земјите во Европската унија се осврнуваат повеќе кон тоа. Нажалост така е, во последните години се почесто гледаме дека новинарите се цел на напади, вербални и како што кажав со тужби и со закани. И ова е многу лоша практика на тие што одлучуваат, затоа што кога немаат аргументи, се напаѓа самиот новинар, значи тој што го пишува текстот, а не текстот ако не е во ред, тогаш треба да дадат аргументи и факти зошто, еве, например, да се каже дека новинарот погрешил или не проверил доволно добро, ама тоа е проблем и тоа не се случува кај нас. Полесно е да се напаѓаат новинарите, да се заплашат или да им се изгуби кредибилитетот ради поради тоа ќе има и нема да има доверба на луѓето врз нив и нивните стори нема да бидат многу читани. Значи таа тенденција е многу опасна и е во спротивно со европските вредности, а ние нели сакаме да бидеме дел од Европа, барем декларативно. И една од предностите на Европа, на демократијата е слободната мисла и слободниот збор да навистина да бидат слободни, а не да се нападнат со секакви етикетирања и стигматизација. Што значи правната рамка? Затоа што добрите закони не секогаш значат дека навистина праксата покажува имплементација нивна. Значи правната рамка секогаш Македонија, да речеме, во овој дел има одредени оценки кои што може да се смета за корисни, посебно во последните години, за позитивни, меѓутоа не е доволно законот да изгледа добро на хартија. Значи потребна јасна, доследна, предвидлива судска обвинителска пракса. Кај нас во последните, би рекол, години, можеби заканите кон новинарите и медиумските работници традиционални се намалени, меѓутоа доста се зголемени оние така наречени слеп тужби, а тоа значи кога се тужат новинари или медиумски работници со цел да се заплашат, а не да се добие правда. Затоа формирањето на онаа работна група од страна на владата, кај што ЗНМ инсистираше во последните 2 години, е позитивен чекор, меѓутоа реално за да Репортери без граници не оцени подобро во овој втори индикатор за закони, битно е да оваа работна група кон крајот на 2026 година има позитивен исход на начин што ќе предвиди одредени механизми да не се злоупотребуваат така наречените слеп тужби кон новинарите. Нема независно новинарство без економска независност. Ова за мене искрено е еден од најважните индикатори, зошто бидејќи не можеме да се надеваме дека новинарите ќе работат под полна парја, како што би се рекло, и да бидат сигурни, се додека немаат пристојни примења и задоволителни плати. Сега, да не бидам погрешно сватен, ова не е само едно работничко прашање, ова е прашање од јавен интерес. Значи, новинар кој работи под економски притисок, без сигурност, без услови за професионален развој, многу потешко може да се спротивстави на уредувачки, политички или бизнис притисоци.
Затоа потребно е да се обезбедат ресурси за новинарите да имаат економска слобода и економска независност. Мора да се стави крај на етикетирање на новинарите. Кога разговараме за контекстот во кој што работат новинарите, многу е важно како се третирани од страна на носителите на јавните позиции, меѓутоа од страна на самите политичари, без разлика дали доаѓаат од опозиција или позиција. Замислете, кога политичари, јавни функционери или влијателни личности ги етикетираат новинарите, тоа брзо се пренесува на социјалните мрежи. Потоа следат навреди, закани, кампањи за дискредитација и притисок. Оваа средина е непријателска средина кога тоа се практицира, затоа мора да се смени и Македонија, за жал, во овој елемент на Репортери без граници бележи конкретен пат и во оваа насока јавниот дискурс треба да биде наклонет кон оние кои даваат кредибилна критика. Социјалните мрежи допринесуваат значително на оние хајки и линч кои се однесуваат токму кон новинари, кон медиуми и секогаш е тенденцијата, односно сомнежот дека станува збор за партиски ботови. Вие зборувате се оние ботски напади кои што имаат за цел да направат црна кампања против одреден новинар, одредена новинарка, против одредена личност и кои што, да, може да се партиски, може да се штабски, може да се дури платени од одредени бизнис моќници кои што не се задоволни од пишувањето на одреден новинар, новинарка, медиум и така натаму. И овој тип на напади и закани се многу опасни, представуваат вистинска закана по слободата на говорот и она што ние го апелираме најчесто и многу често и во лична комуникација и јавно со обвинителството дека мора да се засилат капацитетите за да се покрие ваквиот тип на напади врз новинарите, покрај оној за кој што веќе зборувавме дека дава одреден тип на резултати. Физичките напади, како што реков, имаат тренд на намалување врз новинарите, бидејќи кривично одговараат насилниците, што значи може да имате затворски казни. Ако ме прашате кои се решенијата, како би можело, значи стварно е комплексна сликата во Македонија. Имаме многу медиуми, пазарот е мал. Публиката, како што рековме сами, треба понатаму да се доописменува, за да може да ги разликува дезинформациите од она што се вели вистински професионални информации. Сега во еден таков комплексен пазар каков што е македонскиот, затоа и велиме заканите се поголеми и можат да бидат поголеми. Токму поради тоа, ние како Сдружение на новинари на Македонија бараме, инсистираме во наредниот период да се воспостави фонд за медиумски плурализам, за кој што веќе има изготвено законско решение во кое што ние учествувавме, предлог законско решение, кое што се наоѓа во Министерството за дигитална трансформација, кој фонд практично би значило, би се помогнало на професионалните онлайн медиуми, на професионалните новинари, на традиционалните медиуми, печатените медиуми, практично на сите касти на медиуми кои што сакаат да се занимаваат со професионално новинарство, да направат поквалитетна содржина. Се надевам дека ќе успееме оваа година да најдеме како да кажам заеднички јазик со носителите на одлуки, кај кои што начелно нема ништо против ваквата идеја, меѓутоа се уште зборуваме за модалитетите како тоа да се формира и да се направи. Но она што го кажуваме дека ова ќе го подигне квалитетот на новинарството од една страна, а од друга страна ќе подобри економската состојба на новинарите и останатите медиумски работници, што исто така е една од главните болки во општеството и во новинарството. Исто така сметаме и очекуваме дека при постоење на еден јавен сервис кој што би имал стабилен редовен буџет и со една би рекол добра политичка волја, значи можеме навистина од јавниот сервис да направиме еден не само информативен лидер на пазарот, туку медиум кој што ќе ги подкрива стандардите во новинарството на секој можен начин. При тоа мислам и на продукцијски и на професионален начин и ќе креира една ситуација во која што останатите медиуми ќе мора да го следат тој
тренд. Кога ќе добиеме таква ситуација во кој што еден медиум ќе ги диктира стандардите, а другите ќе ги следат, тогаш веќе ќе можеме да разбериме дека имаме квалитативен исчекор напред. Додека овие неколку работи не се средат, ние секогаш ќе тапкаме во сферата на не само на медиумските слободи, туку и на медиумскиот раст, медиумскиот квалитет. Демократијата конечно. Демократијата конечно, бидејќи со недоволно силни медиуми немате и доволно силна демократија. Веќе крајно време е Македонија да почне да го имплементира, да се европеанизира, може да се каже, законот за дигиталните услуги на Европа, кој има многу јасни препораки и јасна е регулативата како може да се санкционира тој говор на омраза, ширење на лажни вести, пропаганда, така да ние не сме тука близко до тој степен за да работиме на чистење на нашите, како прво дворовик, медиумите мораат они сами да ги чистат коментарите под нив или да не стварат материјали или наслови кои доведуваат до говор на омраза, пошто немаме, например, многу се ретки случаевите кога еден медиум ќе каже директно нешто многу страшно, ама начинот на ставање на тие наслови доведува да се генерира говор на омраза и други штетни влијанија на говорот кои се генерираат врз коментарите. И тоа е многу, ако сакаме да одиме напред и да имаме и слободна мисла и да го лимитираме овој штетното влијание на ваквите коментари или па начин на комуницирање. Исто така Македонија во новиот закон кога ќе биде мора да ги спроведе, да ги стави и да ја стави регулативата на другиот, на ЕМФА, исто е медиумски акт за слобода на медиумите на Европа. И ако се стават таму некои членови кои мора да бидат и кај нас, тоа ќе доведе до да се заштитат новинарите од напади, од закани, од тужби, да се заштитат и свиркачите кои им помагаат на новинарите. Исто така треба да се регулира и собственоста на медиумите да биде многу потранспарентна и да се заштитат и локалните медиуми, поради фактот што сега како што е законот и како што е ситуацијата кај нас, се фаворизираат големите телевизии, се фаворизираат тие големите продукции, а се остават на милост на секаков вид на влијание или на политичка или на некоја бизнес сила на локалните медиуми кои се многу битни и треба да објават информации кои се локални за жителите. Нападите мораат да имаат последици. Безбедноста на новинарите е клуч за слободата и демократијата. Прашање што Сдруженијето на новинари на Македонија со години го работи наназад, да потсетам, единствениот регистар на сериозни напади на правата на новинарите, токму ЗНМ го ажурира и внимава на истиот. И во последните години морам да кажам дека иако имаме голем број на онлайн вознемирувања, сепак физичките напади се многу намалени и затоа практично извештаот во оваа насока тоа го нотира и како позитивна пракса. Исто така ЗНМ има воспоставена и добра соработка со Министерството за внатрешни работи, како и јавното обвинителство, и вклучително со оние така наречени контакт точки што се важни да се обратат новинарите на истите преку Сдруженијето кога сметаат дека нивните права се повредени. Кои се приоритетите на Сдруженијето на новинари на Македонија, приоритети кои се однесуваат, се разбира, за да функционира новинарството во една слободна, демократска атмосфера, амбиент? Со цел Македонија да биде во подобра позиција, не треба да се задоволиме ние како земја дека сме подобри од некои земји, односно дека не сме толку лоши споредбено со останатите земји од Западен Балкан. Целта наша треба да биде да изградиме еден систем во кој новинарите ќе можат да работат професионално, без страв, без економска зависност и без политички притисок. Затоа во основа приоритетите се јасни.
Тоа треба да биде прекин на така наречени сомнителни средства во приватните медиуми, средства станува збор за јавни средства, потоа функционални антислеп механизми, стабилно финансирање на јавниот сервис на МРТВ и регулаторот и нормално подобри услови за работа пред се на локалните новинари и побрза институционална реакција на закани и напани. Индексот е важен затоа што не покажува каде сме, но уште поважно е што ќе направиме со тоа сознание.